Благодарам, председателе. Благодарам, заменик министре. Почитувани, следејќи ја општата расправа и амандманската расправа по предлог буџетот, навистина не можам да не констатирам како тоа успевате крајно продуктивни и конструктивни идеи да ги насочите во крајно непродуктивна и неконструктивна расправа. Во текот на општата расправа по предлог буџетот, на која и самите не знаевте дали барате идеи или барате идеи за да не ги добиете, бидејќи најпрви повикавте да даваме идеи, а тогаш кога ви ги дадовме идеите, рековте да сме ги чувале за пленарна седница, но како така, еве дојде денот за нашите идеи кои потекнуваат од сите граѓани. Па повелете, колега Костадинов, наместо да се смеете, прифатете ги, не им го правете ова на Македонија и на македонските граѓани. Со амандманот што го предлагам, сакам реформи во областа на јавните набавки. Не само јас. Сите сакаме ефикасни јавни набавки, за да не читаме секојдневно за сомнителните тендери приредени од страна на власта и луѓето блиски до власта. На сите ни е и повеќе од јасно дека кај нас не само што граѓаните имаат перцепција, туку реалност е и постои вистинска и активна корупција. Идејата за овој предлог амандман потекнува од извештаите кои ги објавува Европската комисија за напредокот на Македонија, во кои се констатирани бројни негативности во врска со Законот за јавни набавки. Понатаму, Центарот за граѓански комуникации во својот извештај констатира бројни влошувања во спроведувањето на јавните набавки, како што се пораст на жалбите за цели 37%, што е директна последица на укинувањето на Советот за јавни набавки, влошена конкуренција, односно кај повеќе од 25% од јавните набавки се јавува само еден купувач, нешто што на сите ни е и повеќе од познато, висок пораст на тендери од крајна итност и ред други неправилности. Доколку го прифатевте овој наш амандман, ќе формиравме централно тело за јавни набавки кое би вршело централизирани набавни активности и помошни набавни активности. Главни предности од формирање на ова тело би биле остварување на големи заштеди на финансиски средства на ниво на државата, како и квалитетно спроведени постапки за јавни набавки. Централно тело, за јавноста ќе појаснам, значи дека од едно место ќе се набавуваат стоки и услуги за повеќе институции. Сакате во Европа? Па вака, почитувани, не се оди во Европа. Европски држави кои имаат воспоставено централно тело за јавни набавки се Хрватска, Италија, Франција, Данска, Финска и Шведска. Еве, нашите амандмани и идеи ги одбивате, но барем следете ги позитивните примери од пракса, ако сакате да бидете дел од друштвото кон кое целите. Државата и целокупниот јавен сектор спрема постапките за јавни набавки мора да се однесува како спрема стопански субјект, да се раководите од критериумите за добивање на најголема вредноста за парите и други начела на пазарното работење, што кај нас воопшто не е случај. Затоа, најважното прашање кое што ја интересира јавноста е како јавните набавки да се исчистат од корупција, кога се претерано чувствителни заради потенцијалниот судир на јавниот и приватниот интерес. Во услови како нашиве, предпријатијата се силно мотивирани да бидат тесно поврзани со политичките структури на власта, па со плаќање на корупцијска рента си обезбедуваат добивање на јавните договори. При тоа, кога велам корупцијска рента, тука го вбројувам не само митото, туку и донациите до политичките партии, непотизмот, трговијата со влијанија, пружење услуги и други облици на корупција. За сузбивање на корупцијата во јавните набавки, како пример од добра пракса, се наметнува и поголемата централизација во јавно-набавните служби, односно потребата за овој амандман за формирање на централно тело за јавни набавки, во кое со јавните набавки ќе се занимаваат непристрасни стручњаци и врвни професионалци, секако и со врвни плати.
Чекајќи да созреат условите и конечно да почнеме да го уредуваме системот на јавни набавки, ние можевме уште сега со овој амандман да го направиме потранспарентен односот на оние кои управуваат со јавните пари и институциите кои обавуваат надзор. Така и ризикот од злоупотреба на јавните пари ќе биде далеку помал. На ова би се надоврзале и бројни други идеи за ефикасни, транспарентни и отчетни јавни набавки, но за жал се нема слух кај власта. Зошто? Затоа што на власта и одговара јавните набавки во Република Македонија да се начин за исплата на предизборните фактури. Затоа што на власта и одговара јавните набавки во Република Македонија да се распоредуваат по партиски клуч и од нив полза да имаат само луѓето блиски до премиерот и власта. Епа, почитувани, уште долго ќе си стоиме пред вратите на Европската Унија и ве уверувам дека никогаш нема да се отвори за нас, бидејќи се што се прави во оваа земја се прави нетранспарентно и на штета на сопствените граѓани. Јавните набавки мора да бидат и добро контролирани, додека некаде истите се обавуваат на тој начин што компјутерот го одредува најдобриот понудувач, кај нас јавните набавки никако да станат транспарентни, а уште помалку отчетни. Мора да се зајакне контролата на јавните набавки затоа што се трошат милионски суми државни пари. Централизацијата на јавните набавки мора да се врши заради нивна подобра контрола. Секогаш треба да се стремиме кон зголемување на контролата на самоволието на поединци и да учиме од грешките од минатото за да ни биде подобро во иднина. Токму затоа мора да се олесни процесот на спроведување на јавните набавки и да ги направиме транспарентни. Граѓаните го заслужуваат тоа, но со одбивањето на амандманов денес вие покажувате и докажувате дека кај нас што и да се прави, што и да се набавува, мора да помине преку рекетот, митото и корупцијата, како и секогаш кога кај нас се набавува или се прави нешто ново. Ви благодарам.